Кога имаме поголеми серии на податоци, за да пресметаме аритметичка средина поекономично, потребно е податоците прво да ги групираме по фреквенции. Како во примерот да определиме аритметичка средина на успехот по математика во една паралелка, ако е постигнат следниот успех. Забележуваме податоците кои што се повторуваат, тоест оценките во класот е 1, 2, 3, 4 и 5. Единицата се повторува 4 пати, двојката се повторува 5 пати, тројката се повторува 6 пати, четворката се повторува 8 пати и петката се појавува 4 пати. Значи сме определиле фреквенцијата на секој од податоците. Значи бројот на податоци во низата ќе го определиме кога ќе го определиме збирот на фреквенции. Значи 4 плюс 5 плюс 6 плюс 8 плюс 4 е 27. За да определиме аритметичка средина, потребно е да пресметаме производ на податокот по бројот на пати на појавување. Значи, на податокот по фреквенцијата. Збирот на овие производи го определуваме 84. Аритметичката средина ќе определиме кога збирот на сите податоци ќе се подели со бројот на податоците. Аритметичката средина ќе изнесува 3,1. Тоест просекот на учениците по успехот математика во паралелката е 3,1.